Здраво на сите! Ова се мои рецепти и денес ќе правиме свински кременадли со карамелизирани јаболка. За нас во мои рецепти ова е прв рецепт со свинско месо и на ваше задоволство ќе имаме уште вакви рецепти. Овие дебели сочни кременадли убаво одат со фин сос и овде ќе карамелизираме јаболка за да ги послужиме со кременадлите. Да започнеме со состојките. Ќе ви треба 2 свински кременадли, 100 грама шеќер, бел или кафеав, 100 грама путер, 4 јаболка, сол и бибер и маслиново масло. Прво ќе ги излупиме јаболката. Излупете ја кората и потоа исечкајте ги. Не мора да бидат исечкани на некој одреден начин. Но доколку сте личност која претпочита нештата да бидат подредени и прави, тогаш така и исечкајте ги. Ако постои пауза меѓу сечкањето и готвењето, ставете ги јаболката во топла вода со малку лимонов сок за да не потемнат. Зачинете ги кременадлите. Прелијте ги со маслиново масло, а потоа ставете им сол и бибер. Направете го тоа на двете страни. Време е за грил. Загрејте ја грил тавата на многу силен оган и во неа ставете ги кременадлите. Термосензорот на тавата ќе ви покаже кога ќе биде спремна. Ставете ги кременадлите една до друга. По 90 секунди превртете ги од другата страна, а потоа превртувајте ги на двете страни за да добиете вкрстени шари од линиите на грил тавата. Кога ќе завршите, оставете ги да одстојат. Процесот на подготовка ќе го завршиме подоцна во тавата заедно со јаболката. Време е да го направиме карамелот. Во топла тава ставете 100 грама путер, а потоа и 100 грама шеќер. Овде користиме кафеав шеќер. Додека смесата се спојува и почнува да пени, ставете ги јаболката. Ако ги оставивте во вода, убаво исцедете ги и сушете ги. Оставете ја смесата да се вари на средно низок оган за да не загори. Немојте премногу да мешате, затоа што така карамелот нема да создава пена. Оставете ја тавата на оган додека јаболката да омекнат и да добиете мазен карамел сос. Со лажица преливајте ги јаболката со сос и оставете ги да се доварат уште неколку минути. Време е за сервирање. Земете една од кременадлите и ставете ја на средина од чинијата. Со лажица прелите ја со малку јаболка и сос. Овде јадењето го сервираме со динствена црвена зелка која полека ја издинставме со балзамиран оцет. На крај, украсете ја чинијата со карамел сос. Јаболката и свинското месо се класична комбинација. И не заборавај, на сите ни е потребна идеја во кујната. Затоа биди вистински пријатели, сподели!